На 11 декември 1980 година умре Иван Цанкар, еден од најголемите словенички писатели. Роден е во Врхника кај Љубљана, каде што го завршува основното образование, а по завршувањето на гимназијата студира технички науки, што не ги завршува. Иван Цанкар со пишување започнува уште од млади години. Тој е многу плоден и оригинален словенички писател. Цанкар во целиот свој живот пишува за работниот народ и се бори против неговите непријатели, пред се против свештениците кои на разни начини го ограбувале народот. Во неговите раскази, драми и романи се чувствува сочувство кон сиромашните и обесправените. Од повеќето Цанкареви дела ги споменуваме: Слугата Јернеј и неговото право, романот Мартин Качур, драмите За доброто на народот, Кралот на Ветајнова, Слуга и други. Деветнаесет месеци откако беше фатен од страна на израелските агенти и доведен во Израел на судење, Адолф Ајхман, 55-годишниот есесовец, полковник одговорен за истребување на милиони евреи за време на германската окупација на Европа, беше прогласен за виновен и осуден на смрт. Тоа беше на 11 декември 1961 година. Председателот на Сирија Асад пристигна во Абу Даби за време на турнејата низ земјите од Персискиот залив. Тој во Абу Даби го објасни сирискиот став за египетско-израелската соработка, а на 11 декември 1977 година се состана и со шејкот Ал Нахајан. Во Гротешур болницата Кептаун, Јужна Африка, првата операција на трансплантација на срце во светот беше изведена во 1967 година. На 11 декември пациентот 55-годишниот Луис Вашкански се појави за прв пат пред јавноста со ново срце од девојка која настрада во сообраќајна несреќа. Оваа операција што ја изведе хирургот Кристијан Барнард представуваше новина од историско значење во хирургијата. Вашкански живееше само 10 дена. На 11 декември 1951 година Салвадор Дали беше на највисокото скалило од својата слава. Како екзибиционист, Дали го наслика секојдневното општество. Покрај неговата комична фигура и со своите ексцентрични мустаки, тој беше гений во сликарството. Дали првпат се појави во 1921 година со серија еротични слики, ги нарече фотографски ликови на соништата. Пред една генерација на јапонските инженери гледаа како на копиранти. Во 1935 овие слики за првата јапонска фабрика за коли предизвикуваа смеа на Запад. Денес јапонските коли доминираат на светските пазари. Малкумина се оние кои се смеат. На 12 декември 1939 година, американскиот амбасадор во Лондон Џозеф Кенеди одлета во Вашингтон да му даде извештај на председателот Рузвелт за војната што ја водат британците. Неговиот заклучок беше дека британците во оваа војна против германците не можат да издржат повеќе од неколку месеци и дека секаква помош е бескорисна. Се среќа на британците, Рузвелт не го прифати ова гледиште и продолжи да ја помага материјално Велика Британија. Нанкинг, 12 декември 1937. Јапонските сили безмилосно го бомбардираа главниот град на Кина. Овие фотографии се направени во последните часови пред да падне градот во јапонски раце
и од нив го гледаме дивјаштвото на модерната војна и страдањата на невините граѓани. На 12 декември 1964 председателот Џомо Кенијата и даде заклетва како прв председател на својата независна земја. Кенијата ја водеше земјата се до неговата смрт во 1978, а се докажа како искусен политичар. Каиро, 12 декември 1935. 4 дена демонстрации на универзитетот, кои завршија кога британската влада испрати трупи и коњица да ја средат оваа ситуација. Демонстрациите започнаа пред 4 дена кога студентите одбија да ги одржат предавањата. Тие бараа крај на, како што ја нарекоа, британска окупација на Египет. Даглас Фербенкс беше херој на екранот. Во шегите беше познат како крал на Холивуд. Кога се ожени со Мери Пикфорд, двајцата заедно станаа најпопуларни филмски идоли и заедно со Чарли Чаплин ја формираа Соединетата артистичка компанија. Фербенкс се повлече во 1936, а умре на 12 декември 1939. Еве ги Пинк Пантерс, жените кои направија бум во кошарката во 1974. На 13 декември 1943 година советската влада објави официјална изјава по повод одлуките на второто заседание на АВНОј од ноември 1943 година. Во изјавата се вели: настаните во Југославија, кои со симпатии се примени во Англија и во Америка, владата на Советскиот сојуз ги прифаќа како позитивни елементи кои ќе олеснат идната борба на народите на Југославија против Хитлерова Германија. Во продолжението на изјавата се истакнува: новото раководство на Југославија се бори за соединување на сите сили во борбата против окупаторите, додека четниците не само што не се бореле, туку им пречеле во борбата на народите на Југославија. Борбениот брод Граф Спи беше гордост на нацистичката воена морнарица. Пуштен ја во употреба наскоро по избавувањето на Втората светска војна во 1939 и представуваше сериозна опасност за сојузничките бродови британската воена морнарица, која употреби големи средства за да го уништи. По серија борби, германскиот брод се засолна во Монтевидео. И бидејќи британците го чекаа надвор од водите на Уругвај, беа изненадени кога го видоа Граф Спи во широката речна утока на реката Плата. Отворија оган и го потонаа. Граф Спи се запали и изгоре целиот. Ова беше огромна победа на британците на 13 декември 1939. Во 1933 година Холивуд беше град што им ветува на милиони девојки кои сонуваат за кариера на екранот. Илјадници од нив доаѓаат во филмскиот град од целиот свет, надевајќи се дека ќе бидат избрани од мнозинството и ќе станат звезди. Тоа им успева, но само на неколку од нив. А за стотици од тие девојки денот кога ќе пропарадираат пред директорите за доделување улоги, ќе остане само тоа и ќе заминат во заборав. На 13 декември 1970 уште се гледаа големите последици од страшниот земјотрес што го имаше погодено Перу. Тоа беше втор по големина земјотрес што ја има зафатено земјата истата година. За среќа овој земјотрес ги погоди главно селските подрачја, така што бројот на загинатите беше 300 луѓе.
На 13. декември 1976 Крист Еверт беше прогласена за атлетичарка на годината. Господицата Еверт рече дека само нејзината решителност ја доведе до врвот. На 14 декември 1939 година во Белград под раководство на Комунистичката партија се одржани големи демонстрации во кои зедоа учество над 5000 работници, младинци и студенти. Демонстрациите беа насочени против скапотијата и лошата внатрешна и надворешна политика на владата Цветковиќ Мачек. Демонстрациите беа водени под паролите: за леп мир и слобода, долу војната, долу скапотијата, да живее слободата на синдикалното организирање и други. На митинзите организирани во Белград за време на демонстрациите зборуваа истакнати партиски раководители и комунисти. Исплашен од овој револуционерен бран, ненародниот режим наредил полицијата да пука во демонстрантите, при што беа убиени тројца демонстранти, над 40 ранети и над 60 затворени. Американскиот председател Вудро Вилсон пристигна во Париз на 14 декември 1918 и беше пречекан со одушевување. Луѓето од Европа, уморени од војната, беа благодарни за американското влегување во војната, што доведе до пораст на милитаристичка Германија. Европејците во Вилсон гледаа динамичен лидер на земја која за прв пат и помагаше на Европа. Вилсон учествуваше на Версајската мировна конференција заедно со францускиот председател Клемансо и британскиот Дейвид Лојд Џорџ. На американскиот председател му се исполни сонот за создавање друштво на народите како што стоеше во мировниот договор, но другите негови барања беа одбиени од страна на французите, кои бараа репресалии против Германија за злосторствата што ги направија против народите. На 14 декември 1954 година низ улиците на Никозија протестираа кипарските грци против британската власт и бараа соединување со Грција. Во ова време односите меѓу Лондон и Атина беа понапнати отколку обично, бидејќи грчката влада се поенергично бараше Кипар да се соедини со Грција. На 14 декември 1975 во Рим 30.000 италијански комунисти беа упатени кон спортскиот стадион во чест на Долорес Ибарури ла Пасионарија, херој од шпанската граѓанска војна и председател на шпанската комунистичка партија. Ибарури ја напушти Шпанија во 1939 и се врати по смртта на диктаторот Франко. На 15 декември 1946 година започнаа првите предавања на Филозофскиот факултет во Скопје. Основањето на Филозофскиот факултет представуваше мощне значаен и бележит настан за целокупната културна преродба на македонскиот народ, што побрзо да ја совлада својата заостанатост, наследена од робското минато, и во условите на својот слободен национален живот што го извојува во народната револуција заедно со другите братски југословенски народи да зачекори кон посветла иднина. Од почетокот наставата на Филозофскиот факултет е тесно поврзана со науката. Филозофскиот факултет во Скопје беше и остана за овој период силен двигател и главен носител на научната мисла во областа на општествените науки, сврзани со македонскиот национален дух и неговата историја.
Georgetown, Gvajana, 15. dekembri 1974 година. Борбес Бурнхерм даде заклетва за нов премиер на земјата и го наследи доктор Джеди Джаган. Бурнхем што току победи на општите избори. На 15. декември 1971 целата пакистанска делегација го напушти состанокот на Генералното собрание на Обединетите нации по говорот на Зулфикар Али Буто. За време на неговиот остар говор, Буто го обвини Советот за безбедност за признавање на Бангладеш, поранешен Источен Пакистан. Советот бараше формула за прекин на огнот во конфликтот, но пакистанскиот министер за надворешни работи предлогот го нарече легализирана агресија. Why should I waste my time here in the Security Council? На 15. декември 1958 година и генерал Гордон на крај го напушти Карту. Статујата на британскиот генерал во суданскиот главен град беше отстранета како и на генералот Хит Ченер по наредбата на новата суданска влада. Тоа беше направено со церемонија за која и самиот Гордон можеше да потврди. Кралската војна академија Сандурст во Англија е место за обучување офицери од голем број армии во светот. На 15. декември 1972 оваа академија ја одржа својата годишна парада комплетно со традицијата. Тогаш главниот офицер качен на коњ поминува по главните скали. Од 15. до 19. декември 1948 година во Белград е одржан заеднички конгрес на СКОј и Народната младина на Југославија во присуство на 1469 делегати и гости. На овој заеднички конгрес на младите учествуваше и генералниот секретар на Комунистичката партија на Југославија, Јосип Броз Тито. На конгресот беа поднесени рефератите петтиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија и задачите на Народната младина, и извештај за работата на Централниот комитет на СКОј и Централниот совет на Народната младина. По повеќедневна дискусија по поднесените материјали, заедничкиот конгрес на младите ги донесе и ги усвои следниве документи. Резолуција за соединувањето на СКОј и Народната младина на Југославија во една организација, Народна младина на Југославија. Резолуција за основните задачи на младите во наредниот период. Резолуција за лажните клевети на Информбирото против Југославија и младината. Конгресот ја заврши работата со усвојување нов статут и избра ново раководство на Народната младина на Југославија. На 16. декември 1944 Хитлер ја започна својата последна офанзива на Западниот фронт, која стана позната како битка на Стравотијата. Од почеток пробивањето на Арденската шума на голем број германски тенкови и пешадија ги изненади сојузниците. Но нападот беше одбиен од моќните сојузнички сили и на крајот на јануари 1945 офанзивата беше осудена на пропаст. Еден од најславните писатели на 20. век е Сомерсет Мом, кој умре на 16. декември 1965 година на 91 година. Неговиот прв роман беше отпечатен во 1897. До неговата смрт напиша околу 30 романи, драми и раскази. Пресметано е дека во светот биле продадени околу 50 милиони примероци од неговите книги. Иако англичанец, тој живееше повеќе во Франција. Mr.
На 16. декември 1976 поранешниот конгресмен Ендрю Јанг од страна на новоизбраниот претседател Картер беше наименуван за американски амбасадор во Обединетите нации. Тој се покажа како голем и вешт политичар и во 1979 година поднесе оставка од должност амбасадор во Обединетите нации поради несогласувањата со официјалната американска политика по палестинското прашање. За време на нејзината прва посета на Соединетите американски држави на 16 декември 1965, француската секс-бомба на аеродромот даде конференција за печатот. Не кажа ништо значајно, но едноставно ги хипнотизира слушателите. No, not at all. I think it's better without marriage. Why better without marriage? You understand? Try. Pourquoi? Try. You have to try. Во овие декемвриски денови на 1940 година, режимот на Стара Југославија ја забрани работата на УРСОВите, односно на Обединетите работнички синдикати на Југославија. По забраната следува и други строги мерки против УРСОВите синдикати. Им беше запленет сиот имот, беа забранети весниците и печатењето друга литература на овие синдикати. По повод забраната на УРСОВите синдикати, Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија издаде проглас во кој ги повикува работниците и покрај забраната да ги сплотат своите редови во цврст борбен фронт, зашто само единствена и сложна работничка класа, целиот народ и национално угнетените народи, под водството на Комунистичката партија, ќе можат да ги извојуваат своите права и подобра иднина.